Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Јас се надевам дека ќе успееме во тоа. Со задоволство можам да ви ги представам моите драги гости, кои се први гости во оваа емисија. Ќе правиме една мала пирустија овде во студиово, бидејќи на исто место, во исто време се тројца Ѓорѓовци, или Ѓорги Калеџиев како домаќин, и моите гости Ѓорги Трајков, отец Ѓорги Трајков и Гоце Костов, а Гоце е Ѓорги, нели? Господа, добар ден и добре дојдовте во нашава емисија. Добре дојдовте на програмата на ТВ каналот ВИС. Добар ден на сите гледачи на ТВ канал ВИС и добро најдовме. Така. Добар ден, исто така јас сакам да се заблагодарам и на вас и вашата телевизија, која ни овозможи денес да бидеме овде, ваши гости, и за да можеме да разговараме на една многу важна и актуелна тема. Темата е многу убава, темата е историска, да не речем, бидејќи само еден месец на делат од еден значаен, од еден историски настан, како што веќе реков, станува збор за посетата на Северна Македонија од страна на папата Фрањо или папата Франциск, како сакате. Навистина настанот е голем, се надевам дека се радувате, сите се радува цела Северна Македонија. Поради овој настан, без разлика, јас се надам дека се радуваат и оние кои се православни, и католиците, и евангелисти, методисти и така натаму, бидејќи навистина е редок настан да се една земја, така мала земја како што е Северна Македонија, да ја посети папата. Која е причината или кој е значењето за посетата на папата Фрањо на Македонија? Значењето на папата Фрањо во Македонија е од огромно значење, затоа што тој е поглавар на католичката црква и е наследник на Свети апостол Петар, кој е бил првиот епископ и првиот папа во Рим, и тамо е убиен во времето на Нерон, и неговиот гроб се наоѓа во црквата Свети Петар во Ватикан. Така да неговата посета е многу важна, затоа што очекуваме тој на тој ден да ни донесе благослов, не само на црквата, туку на целиот народ Божи кој живее тука во оваа држава, и очекуваме дека ќе не уцврсти во верата, бидејќи човек без вера не е човек. Човекот во нешто мора да верува, а ние како христијани, поготово, сме како сол на таа земја. И Светиот Отец Папа Фрањо, се надевам дека ќе не поучи да бидеме уште потврсти во верата, да бидеме стварно сол на таа земја, да бидеме светлина на светот. Христијанинот е светлина на светот, тоа Исус го кажува. Вие сте светлина на светот, вие сте град на гората. Така да сите христијани треба да бидеме тоа светло, и во тој поглед папата ќе не подкрепи. Исто така многу е важно што ќе има средба и со председателот на државата, и со владата, со премиерот, па ќе има средба. Затоа ќе зборуваме малку подоцна, имам прашање. Затоа, господине отец Гоце, какво е значењето за вас? Значи, значењето е несомнено од историски димензии, затоа што за прв пат еден Петров наследник ја посети нашата земја. Да, било кој папа. Ова е за прв пат, и затоа овој настан ќе биде врежен во историјата на Македонија. Така. Исто така би сакал да додадам дека папата, доаѓајќи во Македонија,
доаѓа, како што кажа и отец Ѓорѓи, како поглавар на католичката црква и неговата посета е составена од два дела. Добро. Првиот дел е во поглед на државните власти, затоа што светиот отец Папа е водач, односно прв човек на државата Ватикан и доаѓа тука исто така да се сретне со државните власти, но затоа што неговата посета е и апостолска, доаѓа да се сретне и со своето стадо, со своите верници, но не само со католиците, туку католичката црква секој пат е отворена за средба, за диалог, за да може и нашето општество да напредува правејќи добро. Да, дај Боже нека биде така. Она што јас се надевам е дека Папата Фрањо доаѓа на 7 мај. Мај велат дека е најубавиот месец во годината. Останува да се надеваме дека ќе имаме убав сончев ден, како што прилега на еден ваков убав настан. Која е причината за неговото доаѓање? Кога зборуваме за причините на посетата на Папата Фрањо на Македонија, тогаш можеме да издвоиме три причини. Првата секако е дека добрите билатерални односи помеѓу Македонија и Светиот престол, па и оваа година се навршува 25 години од воспоставувањето на дипломатските односи. Исто така нашата земја и Светиот престол, Ватикан се поврзани и на други полиња, културни манифестации. Посебно би ја издвоил Македонија во чест на Свети Кирил, кој секоја година се одржува во Ватикан во посетата на гробот, која е составена државна и црковна делегација, и ова би било еден возврат на Светиот Отец на целото тоа гостопримство кое го има кон нашата земја и нашиот народ, па ево ние треба да бидеме исто така добри домаќини на овој настан. Втората причина е посетата на своето стадо, на своите верници, и папата ќе се сретне со нив, односно со верниците. И трета причина е исто така родното место на Света Мајка Тереза. Папата доаѓа исто како поклоник на родното место на Мајка Тереза, и посебно овие две личности се поврзани по нивното чувство кон, ево така да кажем, Евангелие за сиромашните. Има чувство кон сиромашните, кон оние на перифериите. Ево како што и самиот Свети Отец милува да каже. Така. Спомнавте Кирил и Методи, тие токму од страната на Ватикан се прогласени за граѓани на Европа, така ли беше? Да. Ако не се лажам. Да, папата Иван Павле II ги прогласи покрај Бенедикт за копатрони на европскиот континент. Така е. Добро. Оно што ме интересира е, колкав број на верници очекувате да дојдат на овој настан? Предпоставувам ќе бидат многу. Ние се надеваме дека ќе бидат многу, меѓутоа колкав број ќе биде, тоа не можеме унапред бројки да кажуваме, тек после од кога ќе помине тоа ќе знаеме колкав точно број е бил. А очекуваме дека ќе дојдат многу луѓе. Од самата наша држава е најважно да има присутни многу, а ќе има сигурно и од суседните држави. Има најава од Хрватска, од Босна, од Србија, од Албанија, од Косово, од сите тие, и од Бугарија. Сигурно, иако у Бугарија, съмневам се дали би дошли, затоа што веќе 2 дена предходно таму ќе биде. А не се битни ни бројките, колку ќе дојдат. Најбитното е тоа достоинствено да го дочекаме Светиот Отец Папа, како што доликува на таа личност. Он е поглавар на сите католици во светот, али исто така е многу ценет и меѓу другите верници кои не се католици. Така. Зашто тој е Петров наследник и каде и да оди, на сите луѓе ги благословува без обзир дали се католици или не се. Дели благослов Божи.
Дека е многу ценет, докажува и фактот дека тој посетува земји кои не се католички земји и секаде е примен на вистина на високо Каде и да го ниво. повикат, тој настојува да возврати на повикот, да ги посети луѓето, да ги охрабре, да можат на вистина да живеат во мир, во единство, да се сакат. Неговата порака секој пат е љубовта меѓу сите луѓе. Вие сакате да дадете? Еве, во поглед на тоа дека папата посетува бројни земји и не секогаш католички бројни. Последната посета беше во Мароко пред една седмица. Тоа е една земја во која доминира исламската верска заедница, меѓутоа папата беше примен срдечно. Да, гледав снимки на телевизија, беше тоа и навистина беа импресивно упатени да се види. апели за мир во Ерусалим. Така е. И ево, Македонија е една од тие дестинации во каде што католичката црква е малцинска, меѓутоа папата има чувство за црквите на периферија, за оние кои што се во малцинство, кои се малку, и ево тоа е таа посета се остварува за да ја укрепи црквата во Македонија. Но исто така сакам да истакнам дека папата не доаѓа само за католиците. Папата доаѓа за целото наше општество, за да можеме да од пораките кои ќе бидат упатени, да ги понесеме во себе, а тие пораки секој пат зрачат со евангелската љубов. Така. Отец Ѓорги, вие рековте дека очекувате дека ќе дојдат и представници на католичката црква и од други земји. Оно што го знам е дека според таа агенда објавена по медиумите е дека папата Фрањо ќе дојде од Бугарија во Северна Македонија, така? Да. Очекувате ли, имате ли најави од други земји представници на католичката црква? Па јас, колку што имам слушнато, нели, има веќе најава од Хрватска дека ќе дојдат голем број, ќе дојдат и од Србија, исто така од Косово, таму има исто малку католици, али тие што ги има, и од Албанија. Така. Така да од тие земји, од Бугарија сигурно ќе имаше, меѓутоа бидејќи веќе претходно 2 дена е таму, може би пак ќе има некој, али сомневам се дали би. Може би од оној дел на Бугарија кој гравитира со нашава земја. Да. Така? Исто така ќе бидат присутни представници на католичката црква од целиот регион и еден од поеминентните представници е кардинал Винко Пулич, кој веќе има најавено дека ќе присуствува на оваа средба со папата. Така. Имате ли сознание со кој се, начнавте нешто на почетокот од овој разговор, имате ли сознание со кој се ќе оствари средба папата Франциск или папата Фрањо? Отец Гоце, дека. Да, повелете. Добро, ево, програмата на папата е многу интензивна. Е 10 часа престој во Македонија, во која ќе се остварат некаде 8 средби. Добро. 8 средби и како вообичаено по протокол, кога папата патува во една земја, секогаш се одржува во првиот дел, а средбите со државните власти, па така папата ќе оствари средба со председателот на Македонија, со премиерот, со представници на граѓанските власти. Потоа, папата ќе оствари исто така средба со верските лидери кои се вброени во уставот на нашата земја. Така. Тоа ќе се случи во Националната установа Спомен куќа на мајка Тереза во Скопје. А веднаш после тој настан ќе има исто така средба со сиромашни лица во дворот на Спомен куќата на мајка Тереза. Оно што го знам, ќе оствари средба и со млади. Така. Значи тоа е веќе вториот дел од посетата која ќе се концентрира повеќе на пасторалниот дел, односно срцето. Најважниот дел на посетата е светата литургија, која ќе биде на плоштадот Македонија. Така. И после светата литургија има средба со млади,
таа средба е екуменска и меѓурелигиска. Ето, го гледаме самата отвореност на неговата посета и према другите верски заедници. Во првиот дел е со верските лидери, тука пак со младите. Ево, папата сака да диалогизира, да разговара за потребите на младите, затоа што младите не се иднина само, туку се и сегашност. Имаат и сега своји потреби кои црквата, општеството треба да ги слушне. И после средбата со младите веднаш следува средба со свештениците, нивните семејства и богопосветените лица во катедралата во Скопје. И тоа е последната точка, после која Светиот Отец од аеродромот во Скопје заминува назад во Рим. Така. Ке додадете нешто или? Па, мислам дека се е речено, нема што да додадам. Мислев по ова прашање. По ова прашање. Добро. Кои се пораките кои папата ќе ги испрати до сите оние кои ќе бидат присутни на самиот настан, но и воопшто до сите граѓани на Северна Македонија? Пораките, ние унапред не можеме да кажеме што Светиот Отец Папа ќе зборува, меѓутоа секој пат тоа можеме да го кажеме, неговата порака ќе биде евангелска. Евангелска порака, радосната вест дека Бог сите нас не љуби подеднакво. И таа љубов треба да ја имаме исто така и ние луѓето едни меѓу други. Затоа што сме сите деца на еден татко кој е во небото. Нашиот Отец небесен нас не љуби и таа љубов треба да рефлектира меѓу сите нас. Без обзир дали сме католици, православни, муслимани, да имаме љубов, да се сакаме. Тоа секој пат така. папата ова порака ја пренесува каде и да дојде. А сигурно ќе чуеме и многу повеќе отколку што јас можам да кажам. Се разбира дека ќе биде така. Останува да се надеваме дека овој нас не ќе биде на висината на нашите очекувања, дека ќе бидат на вистина нешто што ќе се памети цел живот на оние кои ќе бидат присутни. Она што ме тера на размислување тоа дека не сите ќе можат навреме да дојдат или да фатат место на плоштадот. Веројатно интерес ќе има од сите градови и села од Македонија, така ли е? Точно така, значи многу е важно навремено пријавување за следбата. Тоа ме интересира. Значи има пријавување. Значи задолжително е оние кои сакаат да присуствуваат на оние средби со папата, посебно на светата литургија или пак на средбата со млади, да се пријават. Пријавувањето може да го извршат во секоја католичка црква или на веб страницата papa.mk. Со самиот чин на пријавување се добива бесплатни влезници. Тие влезници се потребни за да може организацијски да биде подобро организирано, да се знае точно кој каде ќе може да го добие своето место. И претпоставувам местата ќе бидат ограничени. Плоштадот е простран, меѓутоа претпоставувам исто така дека и интересантите ќе бидат многу на број. И затоа е важно тоа пријавување, не кошта ништо, меѓутоа влезниците се неопходни. Да. Веројатно ќе има и посебен режим со обраќање кога ќе се влегува во Скопје, кога нема да може да се влегува од сите страни во Скопје. Претпоставувам безбедносен некаков режим за кој државата треба да положи сметка, нели? Така, ние, што е најважно, тоа е дел од логистиката и службата на Организацијскиот одбор, за која секако ќе бидеме и информирани. Организацијниот одбор е и црковен и државен, така? Да, тоа е многу важно, добро. Една заедничка соработка и соработката е на високо ниво, морам да истакнам. Така. И што е исто важно дека од Струмица ние организираме и автобуски превоз. За сите заинтересирани. За сите заинтересирани, со претходното пријавување се добива исто пак, напоменувам, тој бесплатен билет и
оние семејства, односно кога би дојделе цело семејство, тогаш за превозот има и поволности. Со цел да бидат присутни што е можно повеќе луѓе на овој голем историски настан. Апсолутно така. Оно што е важно да се каже е дека на овој историски важен настан свое партиципативно место ќе има и католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица од Струмица. Учество во целиот настан ќе земе и нашата катедрала. На кој начин? Еве, едно од учеството е и тоа што групата Јупитер ќе има таму исто во пред почетокот на литургијата свој настап со песни, а водител е Ѓорги Калајџиев. Јас сум удостоен, јас сум многу среќен, почитувани гледачи, што добив убава покана да бидам дел од таа манифестација која ќе претходи на доаѓањето на папата Фрањо на плоштадот, дури при неговото доаѓање да бидам водител на оваа манифестација, сум водел милион настани, условно кажано, но такво нешто навистина не се испушта. Ви благодарам за довербата, ви благодарам на поканата и се надевам дека таа доверба ќе ја оправда. Второ, исто така, нашиот хор ќе учествува исто во литургиските песни. Да, катедралниот хор. Како помош на хорот во Скопје, а исто така и нашиот хор ќе има посебен настав. Ќе има посебен настав, Оче наш на старословенски ќе го испеат на плоштадот. Одлично. Нашиот хор. И тоа е нешто за нас голема чест. Очекувате ли дека се ќе помине онака како што треба за еден ваков настан? Отец Гоце? Секако дека предизвиците при организација на еден ваков настан се големи. Големи, огромни. Многу ситуации не можат и да се предвидат точно како би било, иако предвидувањата, планирањата се големи. Меѓутоа, согледувајќи и капацитетите кои ги има и црквата и државата, мислам дека овој настан ќе помине во најдобар ред и најдобра организација и мислам дека после овој настан ќе можеме сите ние да се гордееме за убаво организираниот пречек на папата. Дека за мене не постојат разлики, докажува тоа дека јас сум православен христијанин, почитувани гледачи, меѓутоа на немал број настани кои ги организира католичката катедрала Успение на Пресвета Богородица сум бил дел, почнувајќи од хуманитарниот концерт за изградба на катедралата кој го воде во спортската сала Парк, така ли беше отец Ѓорги? Па неколку настани и во катедралата, и во малата црква, како се вика? Раѓање на Свети Иван Крстител. Така, промоции на книги и така натаму и така натаму. И тоа ми прави задоволство. Бевме дури заедно со отец Ѓорги на едно убаво патување во Словачка, во Терхова. Вие имавте можност да проследите една прекрасна репортажа од тоа гостување. Се надам дека таа соработка ќе продолжи и понатаму. Она што ми интересира, пред да го завршиме овој разговор, и едниот и другиот имате убави спомени од средба со папите. Вие, господине Ѓорги, отец Ѓорги, не сте имале средба со отец Фрањо, но сте имале средба со претходни папи, така? Да, јас сам имал многу средби со папата Иван Павле II, така. А со папата Бенедикт XVI, кој е во пензија, имав ептен блиска средба, така да имам и слика со него како се поздравувам во Ватикан. Баш на средбата, кога по повод Свети Кирил и Методи, бев дел од црковно-државната делегација. И тоа ми остана најголем спомен, толку близко да
и малку и да разговарам со папата Бенедикт 16. Како помина таа средба? Беше- Како ја доживеавте средбата со папата? Нешто не може да се опише, тоа само Со зборови. Да, само да се доживее. Така, за разлика од вас, отец Гоце има средба со папата Фрањо, чинам во Сараево. Така ли беше? Не, значи во Сараево исто така една кратка средба беше тоа кога папата помина во катедралата и застана со нас, Така. со мене и отец Димитар и сестра Тереза? не Тереза, сестрата Мелхиора. Добро. И ето и тогаш една краток разговор тоа беше со папата, меѓутоа јас бев исто така дел од државно-црковната делегација при поклонение на гробот на Свети Кирил во 2014 година и тогаш ето имав една кратка средба во домот Света Марта со папата Фрањо. И таа кратка средба е овековечена на една прекрасна Да. фотографија. Јас имав можност да ја видам, на вистина е прекрасно и тоа е еден голем спомен кој трае цел живот. Така исто имам и средба со Свети Иван Павле II. Тоа беше уште како студент, таа привилегија ја имавме како студенти да бидеме на света литургија со него во неговата приватна капела. И тоа бе еден прекрасен момент кој трае уште. Така, месец дена неделата до посетата на папата Фрањо на Северна Македонија, се надевам како што ќе минуваат деновите и како што ќе се доближува тој настан, возбудата и среќата ќе расте се повеќе и повеќе. Така ли е, отец Георги? Така е, да. Сигурно сега не чека голема работа. Така? Едно што се спремаме за Великден, а друго за заедно со папата да се сретнеме. Ние имаме многу активности во црквата, држиме катехези, да ги подготвиме верните, да знаат колку е важна таа посета да се сретнеме со Свети Отец Папа. После тоа исто така мораме луѓето да ги повикуваме да што поголем број дојдат на таа посета со папата, бидејќи тоа е нешто многу важно. Во животот можеби никој пат ќе нема некој можност од близина да го види папата. А сега има можност себе да дојдеш и негде на 10, на 50 метра да помине покрај тебе, да те благослови. Благословот на Некој ќе папата, има среќа и да се поздрави папата со него. благословот папински е од посебна важност затоа што он е врховниот пастир наш. Он има полнина на Светиот Дух и неговиот благослов си има сепак посебна тежина. Така е. Секој пат луѓето, знам многу луѓе од самиот благослов на папата оздравеле од неизлечни болести. Сум слушнал многу луѓе. Значи, папскиот благослов не е само така нешто, ево. Тоа е нешто многу важно и затоа е многу важно секој кој може да дојде. Дури има исто така се повикани и лица со посебни потреби. Ако можат да дојдат, ќе имат посебно место каде што и папата посебно може да ги благослови, да им подели благослов Божи. Ако е можно, ево и тие се повикани да дојдат. Со придружба. Со придружба, Значи да. може да бидат придружувани. Да. И тоа треба да се пријави, Да, така. и нивните возила Да. ќе бидат што е можно поблиску ќе бидат донесени до местото на светата литургија. Да. Одлично. Може ли вака да се договориме? Направивме убав разговор, се надам дека сте задоволни, но еве на неколку дена пред настанот повторно да се видиме на исто место, повторно да направиме една вака убава пирустија и да видиме до кај се нештата околу таа посета. Договорено? Секако, јас само би дополнил Да, отец повелете. Ѓорги што кажа дека ние ево сега сме во една посебна организацијска активност, меѓутоа таа организацијска активност не е само во делот на логистика, туку исто во делот на духовноста, подготовка духовна. Веќе отец Ѓорги напомена дека во секоја парохија има еден ден посветен за подготовка во седмицата, ден во седмица за подготовка на тој настан во кој на посебен начин
молиме за успешност на настанот. Исто така имаме после секоја богослужба една молитва која напиша нашиот владика монсеньор доктор Киро Стојанов, а исто така по повод оваа средба нашиот епископ упати и пастирско писмо во кое на еден прекрасен начин ја опишува важноста на оваа средба. Супер. Тука се и плакатите за посетата на папата Фрањо на нашава земја. Ќе се надевам дека ќе има и некои други, нели? Да. Како што се заближува денот. Добро. Ево, лобото може да го објаснат од Гоце значењето на лобото. Да. Значи, логото кое што е предвидено за посетата на папата Фрањо, најпрво мотото е "Не бој се мало стадо", заради тоа што христијаните ево денеска се едно стануваат се помалку и помалку видливи и важноста е да бидеме укрепени во верата, да бидеме видливи и да не се плашиме од предизвиците кои што ни ги носи новата култура, новите предизвици во општеството. На логото е представена Македонија, границите на Македонија со знамето и во центарот е крстот, односно жезлото на папата како ја благословува Македонија. Тој е еден стилизиран лик со сина боја која ја отсликува посетата на папата во Македонија, ја благословува Македонија, а сината боја ја представува градот каде што е родена мајка Тереза и долу е сарите на карактеристичен знак за мајка Тереза, сино и бело, а комбинацијата на бои, бела и жолта, го отсликува Ватиканското знаме, а она црвеното и жолтото секако на нашата земја. Останува да си посакаме да бидеме здрави, живи и со среќа да го дочекаме 7 мај, доаѓањето на папата Фрањо во Северна Македонија. Вашите очекувања по изразот на лицата може да се прочитат дека се навистина убави, дека сте среќни поради тоа. Јас се надам дека ќе поминам 2 убави дена во месец мај, еден по друго. На 6 мај ќе запалам свеќа во православен храм, славејќи го мојот именден Ѓурѓов ден, а следниот ден ќе бидам дел од еден историски настан пречекувањето на папата Фрањо во нашава земја. Ви благодарам што бевте гости на програмата на ТВ Канал Вис. Благодарам и на вас. Благодарам и јас на ТВ Канал Вис и на тебе, мој именјаче Ѓорги. Така. Благодарам. Одиме сед на музичка номера.